Не поминаа предлог измените на изборниот законник со кои требаше да се интервенира во прагот на потребните потписи за независните листи. Владеачкото мнозинство прво предложи прагот да биде 0,95%, а преку амандмани на опозицијската левица, тој праг се намали на 0,5%. Сепак на пленарната седница и покрај тоа што гласаа мнозинство од пратениците, го немаше потребното Бадентерово мнозинство. Купно гласа 29 пратеника, за гласа 11, 18 пратеници се против и нема воздржани. Констатирам дека собранието нека донесе законот за изменување и дополнување на изборниот законник. Пред гласањето координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски рече дека ова е обид за појасни, фер и транспарентни изборни правила за предстојните избори. Европскиот фронт пак порача дека нема да ги поддржи измените. Предлагаме измени на закон во 2 члена. Како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери поднесуваме измени на изборниот законник со кој што се уредува оваа постапка која што претходно беше укината од Уставниот суд. Со ова решение се обидуваме да ја пополниме оваа правна празнина по одлуката на Уставниот суд за да се воведат одредени јасни правила за собирање потписи за кандидатури за градоначалници и советници од страна на група избирачи. Во ова држава има повеќе реакции и треба да се третират сите една по една. Значи, по еден консензус, ние со поширок консензус на политичките партии и етнички консензус, бидејќи имаме ситуација да Уставниот суд оттргнал, значи анулирал една одлука на владата и ние ќе сме дел од изборниот процес без да се врати таа одлука. По гласањето Мицевски реагираше дека на ДУИ не име грижа за независните кандидати и дека тераат политика во која тие се жртвите. Вели дека мнозинството покажало дека не име важен процентот, туку процесот. Сега на потек е Државната изборна комисија да донесе нов правилник. Предходно, највисокото изборно тело на седница пред една недела усвои заклучок вон сила да се стави упатството на ДИК од 2024 година за регулирање на постапката за собирање потписи и начинот на определување на нотарите согласно изборниот законник. Како што рече председателот на ДИК Борис Кондарко, тоа упатство за регулирање на постапката за собирање потписи се става вон сила поради одлуката на Уставниот суд, со која се укинати членови 61 и 62 од изборниот законник, каде што е предвиден број, процент на потписи за предлагање листи на група избирачи.